Добро вечер, Македонијо. Среда, 20:30 часот, а вие сте на вистинското место, односно Алфа телевизија, каде што почнува од сега вашата нова омилена емисија Старс. Ние, како што ви ветивме на почеток, така и исполнуваме. А тоа е емисија исполнета со насмевки, убави гости, позитивна енергија и актуелни информации. Морам уште на самиот почеток да кажам дека не случајно ги бираме нашите гости, па токму затоа. Вечерва имаме по еден член од две групи. Една наша, една српска. Односно имаме член од нашата најдобра R&B група, ќе ми се налути после за најавата, но ќе збориме подоцна. И имаме еден член од група која што ни доаѓа од нашето соседство, односно директно од Нови Сад. Предпоставувам дека веќе знаете за кого станува збор. Андреј од ДНК и Срđan од Инспирација бенд. Добре ни дојдовте, момци, прво да наплужве, молам. Добре, знаеш. Кажете ми како ви се допаѓа, добро ли енергија имаме тука? Клима ради одлично. Ми кажавте дека не сте наспани сите баш добро, но сите добро изгледаме, јас предпоставувам. Со оглед на работата што работиме, за која што си не викнала тука, знаеш дека заглавуваме до касни сати. Така е. И така да, ali еве, најдовме време да дојдеме. Добро, такав е посол, мора. Да. Навикне се фаца, навикне Андре, се. мораме тука уште на самиот почеток да го поздравиме Панчо, кој што не беше во можност да дојде нели од оправдани причини, но затоа мислам дека најдовме соодветна замена Да, замена за емисијава. гостин, Така. кој што е, барем во стилот на фризура, многу сличен на вашиот. Да знаев, требаше да земам и овакви ночери слични, па да сме кен. То. Ти да... Па добро, со научарите ти да ми кажеш ке најдовме некои Најдовме, да. тука. Нашите пријатели помагатели од Аджико Home Center го поздравија премногу, Мики го поздрави премногу Панчо и ми кажа да му дадам машинка за обликување на брада, Да. но затоа што Панчо не дојде, ќе го поздравиме следен пат Да, да ни блиски сме дојде. ние со Ама Аджико, сега имавме имаме соработка, да. уште на почеток, јас сакам да ви дадеме по едни подарочиња кои што мислам дека супер би ви се нашле во домот. Ова ви е голем поздрав, да почнеме со подароци. Почне весело. Да Хвала почне лепо. весело, ете така. Хвала лепо. Тоа е по еден Бикчиња, блендер. бикчиња. Не, тоа ќе ви се најде баш добро во дома, Слушај, така да на да, Панчо во. ќе му биде криво што не ни бил денешен гостин. Панчо одмори. Да. Андреј, знам дека ти години си ја негуваш оваа фризура. Па сакал или не, коса нема за да негувам друго. Така да, фала Богу што е заедно со, извини како ти беше Срđan, името, со Срđan. Срđan имаме можда така аеродинамични убави глави, па не ни стои лошо нели, Не ви стои ваквата воопшто фризура, лошо. да. Срđan, еве пример, кај тебе не знам дали долго време си вака како што си, него сакам да прашам дали некогаш ти представувало ете проблем нештото? Дали доколку би можел да го промениш, би го променил или сепак го одбираш ова затоа што токму вака се издвојувате од многу луѓе, реално од толпата? Јас сам заборавил како изгледам са косом и без браде. Значи, тоа е баш имам долги едну години. слику у телефону коju тако kad me uhvati neka nostalgija, onda nađem tu sliku, pogledam kao kako si ružan i onda ostavim ovako frizuru i bradu. Значи ти сепак си практикуваш и почитуваш да си бидеш подобро вака отколку Da, ja imam со... kosu generalno, ali ne puštam kosu jer mi se ovako mnogo više sviđa. Значи ова ти е имидж што си го негуваш. Da, ja sam imao situaciju kroz život gde mi je tata nudio pare da pustim kosu i da obrijem bradu. I ne prihvati ni za pari? Ne ništa. prihvati? Ne, to je nešto što se meni sviđa i to je to. Tako da nije toliko problem s kosom, nego koliko problem što mi se sviđa. Volim promene, ali volim promene na bolje. Ne volim promene da budem ružan sam sebi što kreće sve. Андреј, кога ти се јавив да те поканам да гостувате, ти реков сакам да ми бидете гости затоа што сте едни од најголемите македонски звезди, како што кажав и во најавата. Уште од старт ме прекина и ми кажа ние не сме звезди. Преку 20 години имате музичка кариера. Толку песни, толку спотови стојат во вашата музичка историја. Ја наполнивте и Борис Трајковски пред неколку месеци. Ја наполнивте Саем. Саемо, точно. Тоа што представува? Тоа значи дека луѓето ве сакаат, луѓето ве почитуваат. Како вие се тоа не значи доживувате? дека ние се доживуваме така. Значи ние апсолутно ништо поразлично не се доживуваме од тие луѓе што
дошле на тие концерти и на сите наши настапи гледаме да сме што поблиски до, да имаме интеракција со публиката, да сме дел од таа публика, а не да бидеме над нив. Дури некогаш кога има бина, не ќе да се качиме на бина, него знаеме да се симнеме долу меѓу луѓето. И едноставно тоа е нешто што не го правиме ние со сила или умислено као некој маркетиншки трик или финта, едноставно сме такви, така сме растени. Јас сум растен во Дебар, 93-та година сум дојден од Дебар. Панчо е растен у аеродромна улица. Ова што ни се случува ни е мило заради тоа што гледаме дека ние нешто правиме за луѓето, им се не прифаќаат, им се свија, им ги разубавуваме животите со нашата музика. Тоа не значи дека треба концертот у Борис Трајковски или на Саем после концертот да не смени као профили. Ние така барем го гледаме тоа и веројатно тоа исто го чувствува и публиката и луѓето. Луѓето ве сакаат, луѓето ве обожаваат, можам слободно да го кажам тоа. Па мило ние сакаат веројатно она што го говорам, го чувствуваат и ние дали правиме пред 1 или пред 10.000 луѓе настап, ние се однесуваме исто, као да правиме интерна забава за нас. Така да тоа е веројатно она што не издвојува од, да кажам, другиве звезди, кои не знам кој како се доживува како звезда у земја, ама Сржан, кажи ми, вашите почетоци во музичката кариера, кога беа, од кога почнаа? Од кога почнавте да се занимавате баш активно со музика? Јас сам био љубоморан. И тако сам почeo. Бе еден дечко у мојoj основнoj школи, свира гитару. И ја као, сви су око njega. Добра инспирација, значи. И ја реко, ма нема шанс, става он бољи од мене. Ja, tako je krenulo, malo gitara, malo do duše ja svirao klasiku, nekih 7 godina i onda je ušao dial-up, internet, i onda su se pojavili akordi, kao ajde probamo to i onda je to kao preraslo u neku malo veću ljubav prema muzici, prvi srednji i onda smo napravili band 2001. godine smo napravili Inspiraciju i evo do dana današnjeg, ovako pravo da vam kažem, baš sam zadovoljan. Nije išlo onim putem s kojim sam ja hteo da budem poznat, da pevaju moje pesme, što bi rekli da sviram malo za puno. А тежнеевте ли кон тоа? Правевте ли музика за да може некој да пее песни? Мора да излегуваат ваши песни? Pa mi smo radili, u suštini Inspiracija je podeljena na više segmenata, tačnije ekipa koji su bili tu sa strane muzičara, koji su bili u bendu. Ovo je sad trenutno treća ekipa koja je treća postavka benda. U principu neki putevi su se ukrstili, neki su se razišli i tako dalje, ali u principu ta neka prva ekipa je bila ekipa koju smo znali da sednemo, da popijemo, da napišemo nešto, da iskomponujemo, ali nikad to nismo realizovali u samu pesmu. Onda već kad smo malo postali veći, što bi se reklo, ili ti malo poznatiji ili kako već, onda smo počeli da snimamo taj duet sa Milanom Čeranić, sa Dejanom Matićem, radili smo svoje neke pesme, ali u principu to su sve bile pesme koje su potpisivali neki drugi kompozitori, nismo mi radili. A to i dan danas je onako nekako najnepoznatija stvar meni lično posle 24 godine u Inspiraciji što nismo ništa sami napravili. Тука сакам да те прашам нешто. Дали имаш слушнато песната Ако утре ме нема? Da li sam čuo? Ne. Ču da čujem? Андреј, Ако утре ме нема, песната што ја препеа фактички Дженан, кажи ми како исто се вика така? Ако утре ме нема? Да, мислам, ако сутра ме нема. Ако сутра ме нема. Си ја слушнал ли таа песна? Ne. Тоа е песна од овие наши прекрасни изведувачи, еве тука што седат баш до тебе, што излезе, значи, наше музичко дело кое што излезе надвор од границите, се препеа на српски јазик, се препеа уште на еден јазик, бугарски. Може ќе ми кажеш сега кој бугарин ја препеа песната? Не ми текне тоа, Панчо, ќе го прашаш у наредната емисија. Не ти текнува, леле, како баш го заборави, јас не знам, ама добро е. Инаку, да, ако утре ме нема, прво требаше да препее, му се многу допаѓала на Сергеј Четковиќ. Меѓутоа, бидејќи малце повисока интонативно, увиделе дека немат баш да личи ако ја спуштат и трубите, нели, убавината тоа да високо звучи вака кога што звучи, а еден од можда подобрие вокали на балканскава сцена е нели Дженан Рачалевич, па он му ја предложил, мислам, на Дженан. Так. Тоа исто Панчо конекција со многу се блиски со Сергеј Четковиќ.
тука мој промотер, он му е како овде менаџер за настапи на Сергеј. И на жена му се допаднала многу, дури мислам дека и спотот е копи-пейст сличен. Убаво е да испирам оваа песна, пошто после 15 години конечно решивме да го вратиме Врчак, успеавме да го вратиме Врчак на сцена. И тоа е нашиот последен актуелен хит, се вика Посеќна. Со тој добивте и награда? Па да, добивме награда на Златна Бобана за најдобар хит на годината и убаво било нели да го испирам барем тој рефрен. Ајде, може. И рајот ми е пекол ако каже некој дека посегна без мене си, посегна без мене си. Излажи го ти секој, само мене немој, дека посегна без мене си. Излажи се за моменти. Браво, ете сега беше, мислам дека одлично. Така нашите соседи нели го снимавме во Белград. Така да убаво искочи таа едно искуство и доживување после 15 години со Врчак да имаме повторно соработка. Врчак не ни е тука колку што знам јас, макар што мислам дека ќе го видиме за брзо и во нашето студио. Ќе помагаме ако треба помош да го викнеме каде. Така, да. внимавај што си кажал, значи документирано е. Готово, нема бегање. Срđan, сакам тука да се свртам малку и кон тебе. Дојдовте на македонскиот пазар релативно кратко време сте тука. Јесмо. Морам да ги поздравам тука луѓето од МОШ кои што мислам дека се заслужни за за отварањето на вашиот пазар овде во Македонија. Или сум јас грешка? Па у принципу не Како дојдовте тука? Не си сгрешила ти. Муж Марија Микиć Јован? Да, Јован. Нас е препоручио Марија Микиć настапува многу често во МОШ. Така е. Мошу, наш сада, да кажем, веќе другар, пријател, у неку руку и дечко кој нас представља у Македонија, Николај. Така. Тој е дечко кој е препоручио нас као бенд из Новог Сада и Белграда, кој радимо то што радимо и на начин кој радимо. Валја су остили да као да тог неког мало шоуа, да кажем, фали. И онда смо направили неки договор, дошли у МОШ и Луѓето ве засака, многу брзо ве прифатија. Па колко сам видео и колко сам пратио мало на што се каже сцену на Балкану, имате многу добру музику. Така е. И Благодариме свиѓа за ми тоа. се, ali ono što, da mi niko ne zameri, ono što fali malo energije, malo fali kao da barem ono na live-u što ja vidim. Мислиш дека се премногу статични и не се движат многу артистите на тоа? Мислиш нема динамика? За нијансу. И мислим да само зато смо негде ушли у неку Ма рупу затоа сте вие која тука има. заедно седнати, оние се баш динамични, не седат во никој случај во едно место. Одно правимо дует, Знаеш што ти кажав, уште пред да почнеме со снимање, сакам да го повторам уште еднаш, кога ве слушнав прв пат. Моја другарка, што е тука заедно со нас, е сведок на тоа што го кажав, дека вие сте еден од најдобрите бендови од нашето соседство. Ова е вистина. Имам сведок за тоа. Истина и за njega, него срамот. Точно, што го имам слушнато, а е од нашето соседство. Значи, ти си пејач, ти си танчер, актер, стендап комичар, шоумен со еден збор. Да. Почесто. Ja mislim da je u principu samo ta ljubav prema muzici. I što ja kažem, tog momenta kada ostavim muziku, neću ostaviti muziku zbog muzike, nego zbog svih ostalih ljudi koji se kvare na ovom svetu. Ali taj moment kad se upali mikrofon, kad se stave slušalice, kad se čuje bubanj, gitara, Тоа сите го bas кажувате. gitara, klavijatura, tad se sve zaboravlja. Svaki problem se zaboravlja, stavlja se osmeh bez obzira kakvi problemi su van scene i tada su samo ti ljudi koji su tu, samo su oni bitni. Znači, ništa drugo više nije bitno. To je jedina stvar, a ta energija i to sve to meni malo vuče od sporta. Ja se bavim profesionalnom sportom, tako da
Ти затоа толку можеш да скокаш на сцена сега, добро, јасно ми е сега. Има и тога. Да. Јас сам онако мало психо што се тиче тих ствари. Марија мета Китрина, белага паска литера, белага паска литера, то надрасуи тоги тона. Марија мета Китрина, белага паска литера, белага паска литера, то надрасуи тоги тона. Toda tramuto da capo, togito na calitera. Toda tramuto da capo, togito na calitera. Maria menta Kitrina, bella capasca litera, bella capasca litera. Toda trasui togito na. Браво Срđan, браво Милош, инспирација бенд беа тоа, ете како што можевте и самите да слушнете. А сега нашата Марија Мета Китрина ќе ја поканеме тука да ни се придружи заедно со нас. Имаме и ние тука една Марија. Чисто ви има припремено нешто за вас, да видиме што е тоа. Повели Марија? Но така, првен сакам да се заблагодарам на публиката која што е тука со нас и не гледа нас, а исто така и на нашите денешни гости, односно Андреј од ДНК и Срđan од Инспирација бенд. Сега, ја нема да ви се придружам на вас, туку вие на мене ќе дојдете токму на ова место. Да, вие ќе ми се придружите на мене. И денеска заедно со мене ќе се дружиме преку рубриката Сладки маки. Односно, ова е забавен дел во нашата емисија и се надевам дека нашата публика ќе ужива. Испремив неколку прашања. Играта ќе биде или-или. Дали знаете нешто во врска со таа игра? Ќе ви дадам еден предлог. Например, Андре, да се фрлиш од карпа или да се фрлиш од мост? И ти треба да избереш едно. Ако не сакаш да ми одговориш на прашањето, зашто ќе има малку поинтересни прашања, ќе мора да се напиете тоа што го има во чашка. Да се фрла од карпи. Па јас сум се фрлил и од карпи од моста, Ова вистина што е. да ме прашаш? Добра, ако сепак. Може да почнеме с играта? Спремни смо. Не разбравте така? Ма све смо. Ајде, првен прашање за Андре. Да снимите дует со Сладкаристика или дует со Тони Зен? Па, исто е, тука е негде, али еве, не знам, ако ја би бирал, би мислам дека како профили, и со едниот со другиот би одговарал, али еве ја би одбрал со Тони Зен. Добро е. За вас прво прашање. Авантура со девојка во брод или авантура со девојка во авион? Брод. Брод? Брод. Може дуже да трае. Ао, добар одговор. Добар одговор. Тоа ќе трае дуже, ти дали ќе трае дуже? Чути, жена. Добро, да. Маркетинг е чудо, Буразер. Идеме со второто прашање. Да се заговиш во лифт со Тија Тајровиќ или да се заговиш во лифт со Александра Пријовиќ? Која е Александра Пријовиќ? Да. Искрено, Не од прав ги- македонски артисти, чисто да не има нешто меѓу. Затоа Не ги- викам, ајде малце српската страна да патиме. Види, Женете, Андре. Знам, затоа викам, малце српската страна да се утри. не, А, нема значи, веле, тука него, кај нас не смееш да Ако се заглавам у лифт со едно, ни две, поарно нека не пеат. Би се заглавил за нешто друго, а за да пеење да ги слушам, ни едната ни друга. Ама сега мора едно, ако не кеш. Па не знам, ајде. Ова ќе ти се свиѓа. Ја ти кажам, стварно ќе ти се свиѓа. Стварно? Да. Пробај. Па мислам дека не мора да одговорам на на ова прашање. Те погодивме денеска. Да си потежок 20 кг или пак да си понизок 20 см. 20 сантиметра или 20 кила. Или 20 кг да си потежок. А идемо сантиметри. Сантиметри? Да. То може да се дели или то све у едно правце? Све у еден. Onda okej, onda idemo na 20. Šta sad? Ne znam, sme da se... Da, sve u redu. Sve u redu. Трето прашање. Слава и пари или мудрост и интелект? Слава и пари или мудрост и интелект? Па, може ќе звучи клише, ама мудрост и интелект е далеку побитно од слава и пари. Добре. Трето прашање. Мега популарна кариера како соло пејач или мега популарна кариера како бенд? Samo bend. Само бенд. Samo bend. Ne vidim sebe kao sol. Samo bend. Вред. И последно прашање за двајцата. Првен до тебе, Андреј, здрава исхрана цел живот или junk food цел живот?
Па јас ова прашањето ти е ја и Панчо. Панчо е здрав живот, јас сум junk food, али фала Богу добар сум. Добар До сега, си. да. Мило нешто си добар. Ајде, до тебе уште едно прашање. Живот без сладка храна или пак живот без алкохол? Па ја сладко не едам, така да може то. Без А може и сладко? без алкохола, реално. Ама збориме за цел живот. Како би За можело цел да го- живот onda без сладко. Без сладко? Да. Не се откажуваат од алкохол. Не. Па не, на што не едам, никад нисам јел сладко. Гумене бомбоне и то е то. Па добро. Тоа е тоа и со нашите прашања. Што имавме припремена една игра, Марија има нешто спремно за вас. Да, токму така. Сега би сакала поклончињата да ви ги дадам. Тоа ви е подарок Повелете. од Вардарска Повелете. долина, од нашите пријатели и помагатели. Тоа е едно прекрасно вино, кое сега моментално тука ќе го пробаме, Ризов. Тука значи нема да продолжиме сега со разговор со мене, затоа што јас имам уште една убава девојка. Еве тука е заедно со нас и Јања. И Јања ви има нешто припремено, не знам што, ќе ни каже самата. Здраво и од мене уште еднаш. Сега е на ред Инстаграм прашања, односно предизвици. Јас ќе ви читам неколку прашања, а од вас очекувам искрени одговори и кратки, како вие мислите. Може со прво. Да почнеме со тебе. Може. Ајде. Кој би бил најголем страв во животот како бенд? Па у принципу страх сваког извоđača е да пропадне, да нема свирке у принципу, али да куцнем у неко дрво, нисмо имали тих проблема, али у суштини то е, едино е то, ништо друго. Ајде второ. Девојките прашуваат во каков љубовен статус си? Па, знаеш како, јас сам противник, тачно моја религија не дозвољава женитбу и брак, така да имам едно сладко детенце, години по дана и sa njegovom mamom živim i tako da je to... Супер. To je jedan super sklad moje nove religije. Да. Добро, ајде трето. Дали имаш доживеано непријатна сцена на некој од твоите настапи? Pa u principu na nastupima, klubskim nastupima nemamo toliko problema koliko. Nema tu sad toliko mnogo, ali desi se kada su neki privatni eventovi, zabave, pa svako da sebi na važnosti i onda tako, eto, misle svašta da mogu, a ne mogu. Добро. И уште едно, како се справувате со обожавателките? Ja nemam obožavateljke, ja nemam fanove, ja imam ljude koji vole da slušaju i da nas gledaju. Nekako mi je, ja ne mogu da kažem ponižavajuće, ali nekako mi ne odgovara taj naziv fan i obožavatelj. Tako da, ali nemamo nekih problema sa njima. Uživamo s njima zajedno. Добро, ти благодарам за одговорите. Сега со Андреј. Прво, во какви односи си со Таско? Прво па мушко. Со Таско сме у одлични односи, имаме песна заедничка, Лава. Многу фино момче, многу приземно. И се дружиме и приватно. Добро. Второ, дали има песна за која се очекувал да постигне поголем успех? Тоа е она што е магично со песните да ги правиш у студио. Не знаеш на што ќе најдеш од другата страна на публиката. Многу пати сме изненадали од некои песни кои што сме мислеле дека ќе станат многу големи хитои, станале хитои, меѓутоа не толку многу големи, а од некои други па што сме мислеле дека нема толку да упалат кај публиката, упалиле. Така да, ова што ме прашуваш го има, да, изненадени сме од доста песни. Сакам да ве прекинам тука малку. Знаеш дека Јања ви има учествувано во дел од снимање на спот? За тоа ми е познато. За тоа ти е позната? У кој спот? Лава со Таско. Стварно, да. Веќе кога го спомнам, не можев да не кажам. Да. Добро. Трето, што те нервира најмногу кај Панчо, ако те нервира? Па ме нервира. Си се види, ние сме исто врска како секоја друга врска. Мора да има и такви моменти. Више 25 години сме заедно. Меѓутоа сите тие, да кажам, мали ситни караници се продуктивни, за да нешто биде подобро у бендот. И не ме нервира, он е као сатар, многу е прецизен, професионален и она што јас сум малце по-лења, да кажем, као профил.
Она што ќе го смислиме како обврска, што треба јас да го завршам, го завршувам, нема тука што нервирање. Порано ме нервирало, сега сум отрпнат, така да скратам со одговорот. Добри, уште едно да провериме, дали знаеш на кој датум е роден Панчо? Мислам дека сега Како преку треба 25 години уште Да. датумот не го знаеш. сега треба да е летово, дали беше 25 јули, мислам. 29? Тука сум негде. Добро, близко беше. 4 дена беше. Епа, добро, тоа е. Ви благодарам многу за одговорите и имам подароци. Да ги донесам. Браво. Иначе, минатата емисија требаше Јања да ги даде подароците исто од КМ Мазар. Тоа е салон за мебел. Овој мебел на кој што седиме моментално е токму од кај нив и вие се добивате вредносен ваучер кој што може да си го искористите во нивните продавници. Од студио се префрвуваме директно на терен и токму од тука ќе ви свестуваме за најинтересните и најспектакуларните моменти кои што се случуваат на македонската, а исто така и на балканската сцена. Нашата денешна соговорничка има започнато незината кариера пред околу 20 години и можеме да кажеме дека она секогаш ни изненадува позитивно, дали е во случај тоа на музичка кариера или пак во незиниот приватен живот. Тања Савич со нас, драги гледачи, во Старс. A pamtim te vrele usne koje su me ranile. Zauvek ja tražim te u sobi zabude. Ti kad se kloneš grešiš, noćas mi se javi gde si. Pokaži mi ti bar malo da ti je stalo do mene. Tamo gde se duša leči, nikog nema na adresi. Odlazi ljubav ako ponovo mi leđa okreneš. Здраво, Тања. Првен да ти посакам добре дојде во Македонија и морам да ти кажам дека денеска искрено си преубава. Ljubavi, hvala. I ti si takođe. Malo pre smo razgovarale van kamera, naravno. Ti si počela da se baviš ovim poslom i ja ti želim puno sreće u budućnosti, da sačuvaš pre svega to, kako da ti kažem, dostojanstvo u sebi, da te loš narod ne pokvari, pošto ima mnogo lošeg naroda, i da ostaneš srećna, da budeš srećna i da te niko ne nervira, da ne utiče na tebe. Hvala ти премногу. Најпрво, како што спомнав и во најавата, ти некако пријатно не изненадуваш дали тоа било во музичкиот аспект или пак сепак и во приватниот живот. Сакав да ти прашам, што уствари си ти, како ти сама се доживуваш себе си покрај такав народ? Што им допринесуваш за тоа што си ти? Pa ne znam, narod me voli, stvarno me narod voli i hvala im na tome i prepoznali su u meni nešto verovatno što je i u njima, pa me iz tog razloga i vole, verovatno vole tu moju skromnost, po tome sam poznata i nekako sam, pristupačna sam, dakle ne poliram se, to sam što jesam i to narod voli. To najviše. Точно така. Сакав да те прашам исто така, Тања како Тања пред 10 години и Тања сега. Што е разликата и што ти има променето најмногу во животот? Pa nisam o tome razmišljala, s tim što u ovih, da kažem, 10 godina unazad mi se dogodilo mnogo stvari, što dobrih, što loših, tako da ja za sebe mislim da sam ja potpuno jedna nova Taњa, u nekom, kako da kažem, ne u vizualnom smislu, ali u nekom mentalnom smislu. Ja sam se mnogo promenila, postala sam mudrija, nekako sam naučila da svet nije, kako da kažem, da nisu svi ljudi isti, jednostavno tako sam i gledala, kako da kažem, starijim očima sam tako videla ljude, međutim novim očima imam sasvim drugi pogled na svet i na ljude, obazrivija sam naravno, ali nekako slušam svoju energiju i mislim da ona nikad ne laže. Можам да кажам дека скоро сите твои колеги што се од Србија, од Македонија или пак од Хрватска, некако 2 години како да беа во некој сон. Отеднаш некако се разбудија и почна да прават многу концерти, да полнат повеќе арени. Дали мислиш дека арената е круна на секој артист?
Ja mislim da ćemo mi imati arenu pred kraj godine. Sve je spremno, samo se čeka taj datum, pošto ima puno dešavanja u areni. Ne mogu baš da ispunim sebi želju. Htela sam na tatin rođendan 26. septembra da napravim arenu, pošto je moj tata zaslužan za moj uspeh i stvarno sam ponosna na to i to bih nekako ovekovečila bi taj koncert tom nekom, da kažem, veličanstvenošću, da moj tata negde bude tu, da bude specifičan po njegovom rođendanu, eto, simboličan, eto. Што сакав наредно да те прашам, слушнав дека во последната година многу убави работи ти си имаат случајно во твојот живот, исто така и љубовта со твоето момче. Не би сакала да те форсирам, зашто знам дека многу други од страна те форсираат за годишната разлика. Јас само сакав да те прашам дали си среќна, дали си сполнета, дали си радосна и дали очекуваш, дали се гледаш некако цел живот да го поминаш со Мухамед? Lepo pitanje. Pa, znaš kako, kad se zaljubiš, misliš da je to za ceo život. Tako da ja zaista mislim da je ovo za ceo život i volila bi da se to ne menja i zaista negde tu želju nosim u srcu da ja i Muhamed ostanemo zajedno. I smatram da okolnosti nisu važne, ljudi nisu važni i takođe ima mnogo ljudi koji naravno se nisu usaglasili oko toga, pošto Muhamed naravno je druge vere od mene, ali prosto ja ne biram ljude po nacionalnosti i mislim da je najvažnije da si čovek, da si dobar čovek i naše duše su se tu negde srele i prepoznale su se i to je nešto zaista čarobno što želim i svima vama, svima nama, nevažno je, jednostavno kad se ljudi zavole, nije bitno koje nacije niti vere, već je bitno da se poštuju i cene. A to je danas bingo da dobiješ osobu koja će te voleti i ceniti. Prvo poštovanje kad dobiješ, to je nešto što sada, ja mislim da retko ko može da dobije poštovanje od svog partnera. To je bingo, bukvalno. Секако сепак сакав да ти кажам фала ти премногу што гостуваш во нашата емисија и би сакале да те очекуваме кај нас во студио. Дали би гостувала некогаш кај нас во студио? Za danas? Не за данас, не за денеска, туку понатаму. Ja do duše stvarno razbiram makedonski, pošto imam familiju, evo i večeras i moje familije sa mnom, sa majčine strane, svi su mi tu, tako da ja zaista razbiram puno makedonski, ali ne znam da zboruvam. Tako da sad te malo loše čujem, inače ja razumem, tako da znaš. Naravno da bih volela da dođem do studija, to će se dogoditi jednog dana kad budem imala malo više vremena, kad budem bila ovde kod moje bratućetke, tako se kaže? Bratućetke. I tako, u goste Kajneja. I tako. Vola bi da dođem kod vas. Фала ти премногу и пред да завршиме емисијата, би сакала ли да ни отпееш една твоја песна, например Не мора ми да ми каже нико. I ne mora da mi kaže niko, znam ja da si promise. Nema potrebe da lažeš ti koliko i da li voliš me. Ja nisam znala da se tako dobro ljubiš, ti dođi da mi sudiš, ti musnama odrisi kan. Ne, nisam više mala, a ponovo bih pala na oči boje biskija. Ајде сега да се навратиме назад во студио. Андреј, пред се вечерва сме ние заедно овде да ја испромовираме вашата нова песна. Ке те оставам на тебе да ми кажеш за што станува збор, па потоа и ќе го пуштиме спотот за да можат чисто и гледачите нели да го видат и слушнат. Па случајно теков на годиниве станавме доста блиски со Наум Петрски. Според нас е од најдобрите грлана што земјава некојаш ги имала. Рамо до рамо, можем да кажем, со Кирил Манчевски, со Александар Сариевски.
И ни е многу мило што се зближивме и решивме да направиме нели еден дует. Песната е авторско дело на Лазар Цветковски и на Панчо. Се вика "Живот е брате", некоја комбинација од она што ние го правиме и она што Наум го прави. И Сакаш да ми кажеш некоја народна песна со некои младелашки финеси или па има како? некои фрагменти такви на нормално делот на пеењето на Наум, какво би можело да биде. Иако можам да откриам дека он е страшен рокер од душа, он почнал као рокер, сака рок, кога седиме дома кај мене, кога слушаме музика, доека нели пиеме пивце, вино, слушаме рок, слушаме Джо Сантриани, Стив Vai, не знам, Deep Purple, Pink Floyd, али ова што го прави, што го пее е број еден, значи како пее еден од според мене најдобрите вокали на естрадава. И се зближивме многу и направивме една песна која што се вика "Живот е брате", значи нешто ќе го чуе публиката, да кажам во оној ранг на како ако утре ме нема, да речеме песни и многу Значи, искрено емотивна многу ни песна. се свија, да, многу ни се допаѓа. Има доста интересни моменти на спотот, тоа е искрени моменти, тоа ќе го приметите кои ќе го гледате спотот. Да. Живот е брате го гледаме во продолжение ексклузивно на Алфа телевизија, спотот на ДНК. Небо мое, кажи што да направам. Небо мое, каде да се помолам. Немам никој на кого да се обратам. Дај ми совет, на нозе пак да застанам. Ајде, 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 една песна за доброта. Ајде, 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 една песна за доброта. Живот е, брате, брате, дај насмејми се. Живот е, брате, брате, дај смилувај се. Живот е, брате,
И се враќаме назад во студио. Андреј, ќе се видиме ние повторно за некое време, затоа што нели треба да ми кажеш како помина песната, како си ти задоволен, затоа што сепак е сега многу краток период, нели да се каже само неколку дена има поминато од како веќе ја извадовте. Животе, брате, има многу интересен наслов. Колку е интересен, толку и малку тежок е за памтење. Па, тежок. Животе, брате. У принцип, она што го пееме, песната е дело до она што сите го живееме. Да, инаку морам да го пофалам, режисерот на спотот е Огнен Шапковски, и еден од најдобриве на македонска Гледаш дека и ти ги користиш епитетите која сварно мислиш за некој дека е најдобар? Да, кај него исто стварно се гледа, буквално визуелно се гледа зашто е добар. На скоро цела естрада и да не зборам на какви све фирми правил реклами и спотови и филмови. И ни е многу мило што ние сме си блиски као пријатели, што ете сега повторно имаме соработка со него. Јас сигурно сум дека и овој проект ваш ќе биде успешен како и сите позади кои што стои вашиот потпис. Сега тука би се свртила и кон Срđan. Немате можеби толку долга листа на своји авторски дела, но тоа не значи дека немате ни едно свое авторско дело, него имате неколку и имате два дуети. Еден е со Дејан Матич и еден е со Милена Черенич. Да. Да. Кажи ми, ете од сите тие ваши дела, кој ти е онака посебно драго? Можеби која соработка ти била посебно драга? Па, у принципу, едина песма која никако не е прошла, мени најдража, зove се Женим те сутра у 7. Женим те сутра у 7? У 7, да. Па нормално, кој ќе се жени во 7? 7 ујутро? Да. Не, 7 навечер. Навечер, да. Женим те сутра у 7 е била песма која едина која е онако била 1/1 да ми се свиđa. Letnji ritam koji je onako vozio baš lepo, ali u principu od svih tih pesama koje smo svirali, sa kojima smo nastupali, ona je najslabija prošla, ali mi je nekako najdraža i najmilija. Ali i ove pesme koje smo radili i kao duete i kao solo pesme su u principu lepo su prošle. Nisu postale neki hitovi, ne znam ja šta, da se ne lažemo, ali su bile svirane na svirkama po Srbiji. Čak sam negde dobio informacije kad smo radili s Dejanom Matićem da se u Makedoniji dosta slušao Pogrešan 100. Naravno, u krugovima gde se ta muzika slušala i puštala i svirala. Tako da, generalno kad me pitaju kako sam sad zadovoljan sa tim što sam uradio, Ама од ова што малку што имам можност нели да те запознам, верувам дека амбицијата не престанува тука. Вие нели сте тргнале да правите нешто, сигурно ќе продолжите во тоа темпо, во нагорна линија, значи никогаш не се знае. Има ли Равенка кога ќе излезе тој хит? По принцип у студио кога сме, верувам ќе се согласи Срđan со мене. Извини да е тут на Срđan што. Добро. Која више има некаква основа на некоја песна, самата песна кажува дали ќе биде или нема да биде? Некој друг вокал како боја, како па тука излегуваат оние идеи за со кого би направиле дует. Така барем ние работиме. Како оваа песна Животе, брате, бараше да биде науму песната и самата по себе си кажува. Самата по себе кој те треба води да на биде? некој начин, да, аранжманот. А кај вас имате ли нешто во план, пример, некоја нова соработка, можеби во брзо време, можеби со некој македонски артист, зошто да не, да се измешаат повторно како ете што биле направени? Uopšte nismo gadljivi na to. Napravili smo jednu malu pauzu od 2019. 20. Otprilike smo napravili pauzu, nekako smo se malo... Komfort zona ste vlegle? Pa razočarali smo se malo u sistem kako to funkcioniše kod nas, kako se kompozitori ponašaju prema izvođačima, gde smo im interesantni dok dajemo novac i onda se to briše i nestaje, gde su tu neka lažna prijateljstva i tako dalje. Onda samo negde smo se fokusirali da nastavimo da radimo ono što najbolje znamo, to je live svirka i ono što smo sinoć pokazali u Moš. I generalno zašto su nas izgotivili i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, u
Bosni, Hrvatskoj isto. Tako da to je negde gde se osjećamo najbolje i najlepše. Počeli su neki pregovori s jednom našom prijateljicom oko pravljanja nekog novog projekta, što je sad moderno reći. Ali ćemo da vidimo gde će to da ode, pošto smo tek započeli, prvi i drugi sastanak je prošao i vidjet ćemo kakva je logistika, jer u suštini kad sam pišeš, koliko se ja shvatio, kad sam pišeš možeš da radiš, pa izbaciš nešto, pa uradiš, ali ovako kada čekaš nekog ili tražiš, tačnije hoćeš da kupiš pesmu, obično svi ti neki veliki kompozitori daju zvezdama. Niko neće da dođe i kaže, vi ste interesantni, daj da probamo s ovim nekim novim licima, nego će da... Tako je, da. Ali će pre da daju, ne znam, nekom Acu Pejoviću, nekom Lukasu, nekom Peri Miki Đoki koji su već ostvarili celu tu priču, umesto da vade nešto novo, nešto što može da bude interesantno. Znaš kako, ja mislim da kako da kažem, igrat na sigurna karta? Lošo zvuči? Jeste, slažem se, ali kao što sam ja mogao da ostanem u Novom Sadu i da igram sigurnu kartu, da sviram samo u Novom Sadu. Мислам дека многу убаво се распеавме, многу убаво си разменивме мислења, како што кажав и предходно. Дали ќе ми дојдете и дали ќе ми гостувате повторно, дали ќе ни гостувате повторно во студиото на Старс, дали ви беше пријатно пред се? Било е сјајно. Само следеќи пut будемо певали, морамо пресвирки, не после. Ама само да ти кажам дека наредно нема да ти дозволам повторно да седиш тука, затоа што не се прикажа во правилно светло, во вистинско светло. Верувај ми. Ali onda moramo napraviti jedan live snimak, da dovedemo ceo bend. Добра. Da stavimo ceo bend, napravimo žurku i onda ima smisla. Па тогаш новогодишна забава ќе правиме. To smo se već dobro. Ете така. Андреј, посакувам многу успеси и со овој ваш нов проект, во кој што не се сомневам дека и како ќе биде добар и дека ќе растори од гледаност и од слушаност и од емоција. Посакувам само убави работи да се случуваат, да се гледаме само во убави прилики и да ми дојде нареден пат и Панчо чисто да му подарам една машинка за обликување на брада. Договорено. Еве, тоа ќе биде моја мисија да ти го донесам Панчо во емисија наредна. Готово. Еве, те држам за збор. Срđan, драго ми беше, Милош, исто така, драго ми беше што ни бевте наши денешни гости во студиото на Старс. Ке се видиме повторно, тука сме, значи поддршка сме и за едните, како за нашите, така и за соседите. Тука сме сите едни за други, да си се гледаме само во убави прилики. Вие само правете нешто за да може да имаме за што да зборуваме. Договорено. Договорено. Мислам дека тоа е тоа, драги наши, пред да ја одјавам емисијата, секако сакам да ги поздравам Бутика Зелја, кои што се грижат да изгледаме еве баш вака како што изгледаме. Сите вие кои што ви се допаѓа нашиот изглед, може да ги проверите, може да проверите на нивниот Инстаграм профил. Исто така да им се заблагодарам на Luxury Shoes за овие удобни чевли кои што ги носам, на Марија Најдовска секако за нашата шминка и нашите фризури, вака како што сме убаво направени. Не ме гледај така, знам дека повторно се пофалив, ама тоа е тоа. Драги мои, останете ми во добро расположение да се гледаме само вака во убави прилики, се гледаме следна среда 20:30 повторно на Алфа. До гледање. Nisam te izgleda volio mnogo, sve po starom, al više nisam tvoj. I nije mi važno s kime noćas slušaš ovu pjesmu, plačeš li. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Ti si zadnji romantik novom svijetu, što se sporo kreće, čeka kraj.